студиото со вас, Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. На стартот на второто полугодие бројот на болни од грип се намалува. Дали полните училишта ќе влијаат на бројките? За една недела пријавени 3 смртни случаи поради компликации од грипот. Нови напади врз лидерот на СДСМ пред партискиот конгрес. Поранешни функционери бараат оставка од Филипче. Тој ги обвини за соработка со власта за лични интереси. Застаре уште едно кривично дело за Груевски. Обвинителката Ристовска поднела тужба и за ВМРО-ДПМН, откако за навредите побара извинување од Мицковски. Оддел на место сектор за внатрешни работи, поголеми ингеренции и повисоки плати. Скопската полиција добива повисоко место во хиерархијата на МВР со новите законски измени. Трамп формираше одбор за мир. Македонија не е помеѓу избраните партнери. Сад со позитивни најави за преговорите помеѓу Русија и Украина. По овие вести во живо информираме за состојбата со грипот. Останете со нас. Институтот за јавно здравје ги објави последните бројки на болни од грип за третата недела од месецот. Информациите се поклопуваат со стартот на второто полугодие. Деталите ги има колешката Сања Димитровски. Имаме во живо во овие вести. Сања, кои се последните податоци, за кој период точно се однесуваат бројките? Токму така, последните податоци се за минатата недела, односно тогаш децата се уште беа на оној зимски распуст, бидејќи второто полугодие почна пред 2 дена, односно во вторникот. Иако има благо намалување на бројките на заболени од грип и на заболувања слични на вирусот, сепак тие понатаму се високи, односно има повеќе од 2000 пријавени случаи и во оваа бројка повеќе од 500 се деца од 0 до 14 годишна возраст. Педиатрите, меѓутоа и епидемиолозите, пикот го очекуваат на почетокот на февруари. Вела дека студеното време, стартот на второто полугодие, се поголемото групирање на децата во затворени простори може да доведе до ширење на вирусот и до поголем број на болни деца кои што ги посетуваат клиниката за детски болести и клиниката во Козле. Меѓутоа, исто така, она што е загрижувачки, што го има и во овој извештај, меѓутоа и што го информиравме во изминатите денови на медиумите, тоа е дека за една недела имаме 3 смртни случаи поради компликации од грип. Сите 3 смртни случаи се на клиниката за инфективни болести. Станува збор за 2 жени на 75 годишна возраст и на маж на 69 годишна возраст. Кај сите нив бил потврден грип и токму вирусот направил сериозни компликации и сериозно влошување на нивната здравствена состојба, бидејќи сите тројца биле повозрастни, имале поголем број на хронични заболувања и сите тројца не биле вакцинирани против сезонскиот вирус, иако спаѓаат во на ризична група. И да напоменам уште еднаш дека она од што стравуваат и педиатрите и епидемиолозите е дека може да имаме поголемо драстично зголемување на бројот на заболени во следниот период. А што покажуваат бројките, меѓутоа и што велат педиатрите во прилогот што го подготвивме? Гужви во амбулантите, полни болнички соби на одделенијата. На клиниката за детски болести имаат над 100 прегледи во ургентната амбуланта и 30 на деца со потврден грип кои се под лекарски надзор. Педиатрите велат дека овој период имаат и поголем број на доенчиња кај кои диагностицираат респираторен синцитијален вирус и тие со компликации ги хоспитализираат. Продолжуваат да доаѓаат пациенти, деца со симптоми на грип и состојби слични на грип. Секако можеби очекуваме во наредниот период поради почеток на наставата да имаме пораст на бројот на пациенти со грип. Секако најголем дел за среќа имаат полесна симптоматологија, се третираат амбулантски. Кај децата кај кои имаме компликации, пневмонија, бронхиолит или воспаление на мускули, миозит и други компликации ги третираме болнички, ги имаме за болнички третман. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје има 2062 случаи на заболени од грип или болести слични на вирусот, што е за 11% помалку од претходно анализираната недела, но 46% повеќе од истиот период минатата сезона. Повеќе од 500 од новозаболените се деца до 14 годишна возраст. Покрај грип во лабораторијата на Институтот за јавно здравје
изолирати респираторен синцитијален вирус кој исто така прави компликации кај помладите. Особено кај помалите деца и доенчињата, респираторниот синцитијален вирус прави посериозни компликации на запалење на бели дробови, пневмонија, бронхиолит и го изолираме кај помалите деца. Бројката на заболени оваа сезона достигна 8209 случаи. Минатата недела беа регистрирани и 3 смртни случаи кај пациенти поради компликации од вирусот. 2 75 годишни жени и 69 годишен маж починаа на клиниката за инфективни болести. Имале повеќе хронични заболувања и не биле вакцинирани против грип. Епидемиолозите очекуваат пикот да биде на почетокот на февруари. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во Струмичко-Валандовскиот регион има речиси двојно повеќе болни од грип во споредба со минатата година. Од Центарот за јавно здравје велат дека бројките се очекувани. Грипот ги полни амбулантите во Струмичко-Валандовскиот регион. Растот на бројките го потврдуваат и од Центарот за јавно здравје, од каде велат дека од почетокот на сезоната бројот на заболени од грип е речиси двојно поголем во споредба со истиот период минатата година. Во однос на возраст, опфатени се речиси сите возрастни групи на граѓани, но најзастапено е работоспособното население од 15 до 64 години. Во однос на претходната година, кога направивме компарација на периодот од првата до третата недела, имаме речиси двојно зголемување на бројот на пријави на заболени лица од грип, како и заболување кои што се слични од грип. Во однос на дистрибуцијата, како и секоја година, афектирано е целото население, опфатена е секоја возрастна група, меѓутоа со најголем акцент спрема бројот на пријавени станува збор за популација која што реално е во најработоспособното население, тоа е од возраст од 15 до 64 години, меѓутоа не се иземани и другите популации, но со помал број на пријавени. Од Центарот за јавно здравје посочуваат дека и покрај зголемениот број на заболени, место за паника нема, бидејќи ваквата состојба е очекувана за овој период од годината. Иако бројот на заболени е двојно поголем од минатата сезона овој период, сепак не постои место за паника, бидејќи, како што реков, тоа е нормално и очекувано. Меѓутоа, доколку луѓето осетат едни од симптомите пред се покачување на телесна температура, кашлање или кивање, всушност каде што и овие симптоми се едни од најбитните во периодот на инфектирање на други лица, пожелно е да бидат изолирани во домашни услови и да избегнуваат контакт со лица за се со цел да не се зголеми бројот на инфицирани лица. Сезонскиот грип е една од главните причини за намалениот број на деца во градинките во Струмица. Последните денови, нивниот број во двете општински установи е речиси преполовен. Дури 490 деца отсуствуваат од двете градинки во кои вкупно се запишани околу 1230 дечиња. За избегнување на сезонскиот грип остануваат и препораките да нема групирања, конзумирање на повеќе течности и здрава храна, чести проветрувања, физичка активност и редовна лична хигиена. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Родители алармираат дека од почетокот на второто полугодие средното училиште Здравко Цветковски во Скопје е без грејење, а учениците одат на настава по скратени часови. Денеска, додека екипа на Сител беше таму, училиштето беше празно. Директорката вели дека училниците ги топлеле со клими, но не дозволи снимања. Од град Скопје тврдат дека дефектот бил саниран, но бил во фаза на тестирање. Средното училиште Здравко Цветковски остана без парно грејење. Дефект на системот за топлинска енергија ги скрати часовите на учениците. Од почетокот на второто полугодие посетуваат настава во студени училници. Родителите кои го пријавија проблемот за Сител велат дека во училниците е студено, а некои од нив тврдат дека проблеми со загревањето имало уште од старт на грејната сезона. Училиштето при нашата посета беше празно. Учениците кои одат во две смени поминуваат само по неколку часа. Директорката потврди дека наставата е скратена, но тврди дека проблемот настанал денеска и веќе бил решен. Во краток телефонски разговор рече дека во текот на денот во училниците се грееле со клими.
Наместо во 13:30, поради дефект во грењето, наставата во училиштето Здравко Цветковски завршила нешто пред 11:30, бидејќи часовите биле скратени. Директорката тврди дека проблемот е само денеска, наспроти тврдењата на родителите на учениците кои велат дека ова се случува од почетокот на второто полугодие. И наместо изјава пред камерата на Сител, таа нареди да го напуштиме училишниот двор. Информација за проблемот побаравме и од град Скопје, под чии ингеренции се средните училишта во главниот град. Денешниот зафат е поради попуштен диктон на изменувачот за топлинска енергија. Системот во моментов е саниран и е во фаза на тестирање. На дефектот работи фирмата Макотерм во соработка со ИСАМ. Училиштето во сите училни има клими уреди кои се користат, велат од град Скопје. По 3-неделниот распуст, второто полугодие почна со доза на загриженост кај родителите поради сезонскиот грип. Токму од овие причини реагира и родителите на средношколците од училиштето Здравко Цветковски. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Нови напади врз лидерот на СДСМ пред партискиот конгрес. Поранешни функционери бараат оставка од Филипче. Тој ги обвини за соработка со власта за лични интереси. Застари уште едно кривично дело за Груевски. Обвинителката Ристовска поднела тужба и за ВМРО ДПМН, откако за навредите побара извинување од Мицковски. Нови напади врз лидерот на Социјалдемократскиот сојуз пред партискиот конгрес кој ќе се одржи викендов. Поранешни функционери на партијата бараат оставка од Филипче, а тој пак ги обвини за соработка со власта за како што вели лични интереси. Катерина Нешкова ги има деталите. Пет околу наши соработници на власта поради лични интереси, платени или уценети. Вака Филипче ги коментираше последните критики упатени на негова сметка и на раководството на СДСМ, од поранешниот скопски градоначалник Петре Шилегов и поранешниот директор на ТИРС Јован Деспотовски. Шилегов синоќа во ТВ интервју побара оставка од Филипче и најави дека по конгресот лидерот ќе се соочи со незадоволство од половина од пратеничката група и од неколку градоначалници, бидејќи како што рече, партијата била сведена на трета во Македонија и петта во Скопје. Сличен став има и Деспотовски, кој исто така бара оставка, но извинување за нападите што ги доживува од сопартиците. Филипче вели, извинување нема, а обвинувањата ги отфрла. Затоа што не се реални. И затоа што станува збор за луѓе кои што се или уценети, или се купени. И тоа е суштината. Мора да знаете дека овој момент кога трае и се повеќе ќе се засилува оваа опозицијска борба за доброто на државата, за да не бидеме во изолација, како што не ставаат ВМРО и ЗНАМ. Тогаш тие што одработуваат за нив не се ништо друго освен колаборационисти. Нема извинување на соработници на ненародна власт. Нема извинување. Пратеничката група е синхронизирана. Лидерот на СДСМ ги отфрли критиките дека не се појавил на лидерската средба, како и дека не го поддржал проектот Safe City. Според него, истиот вокабулар што го користат Шилегов и Деспотовски го употребува и владеачката ВМРО ДПМН. Ги повика критичарите своите забелешки да ги изнесат на партиските форуми и на конгресот во сабота. Оставка нема да поднесе. Јас искрено верувам во ова што го правам. Јас сум човек што работи милиметарски прецизна работа. И добро сум пресметал пред да се нафатам да го правам ова. Што сакам, која е позадината и што сакам да постигнам. Сакам ово општество да заздрави, да биде исчистено од корупција, да се направат реформите и да влеземе во Европската унија, затоа што тоа е стратешката цел. По конгресот Филипче не очекува никакви партиски проблеми. Напротив, смета дека СДСМ ќе се проширува со приклучување на помали партии, меѓу кои и онаа на Рубин Земон. Шилегов и Деспотовски го критикуваа Филипче и пред Нова година. И двајцата тогаш тврдеа дека не размислуваа за формирање нова партија. Од друга страна, неофицијално друго незадоволно крило во СДСМ, предводено од Игор Ивановски и Андреј Петров, веќе пототкувало ново партиско делување. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Застари уште едно кривично дело за Никола Груевски. Станува збор за злоупотреба на службената должност во случајот Талир. Но обвинителката во предметот не се откажува од прогон и најави ново обвинение за поранишниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН. Обвинителката Ленче Ристовска информираше дека поднела тужба и за ВМРО ДПМН, откако за навреди побара извинување од премиерот Мицковски.
Застаре уште едно кривично дело за кое се гонеше поранешниот премиер Никола Груевски. Тој од денеска повеќе не е обвинет за злоупотреба на службената положба во случајот Талир, кој се однесува на незаконското финансирање на ВМРО ДПМН, но како што вели обвинителката Ленче Ристоска, прогонот за Груевски продолжува за делото перење пари. Заради застареноста, денеска до судот е доставено изменето обвинение, па сега судењето се враќа на почеток. Настапена е застареност на предикатното кривично дело, односно на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, поради истек на законските рокови за застареност и измените на кривичниот законник кои што беа донесени во 2023 година. Меѓутоа и покрај застарениот предикат, согласно законот, а и постоечката судска пракса, не постојат правни пречки да се гони перењето пари Никола Груевски и Кирил Божиновски. За нив беше активна злоупотребата и сега застаре и за нив. Ристоска денеска изјави дека поднела тужба против ВМРО ДПМН заради партиско соопштение, во кое обвинителката ја нарекува тажен символ на неправда со државни бонуси и звезда на пропаднатото СЈО. Представка има и за премиерот кој според неа во интервју ја нарекол медиокритет со клиентелистичко политичка матрица. Јас ги преземам сите институционални механизми кои што ми се на располагање, бидејќи недозволиво е да било кое обвинето лице да врши притисок на јавен обвинител, а најмалку од позиција на моќ. И да, поднесов и тужба за политичката партија ВМРО ДПМН. Поднесов за премиерот, како што е јавно објавено, известување до Советот на јавни обвинители. Судирот помеѓу премиерот и Ристоска трае подолг период од како владата ја поништи листата на кандидати за судија во Страсбур, на кој беше и поранешната специјална јавна обвинителка. Ристоска е обвинител во предметите за незаконско финансирање на ВМРО ДПМН, заради кои е замрзнат имотот на партијата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Новоизбраниот шеф на Скопското јавно обвинителство Анел Фидовски денеска даде свечена заклетва во Советот на јавни обвинители на раководната позиција на основното јавно обвинителство Скопје, доаѓа по речиси 12 години јавно обвинителски стаж. Ги водеше случаите за поранешниот премиер Владо Бучковски, малата Тамара од Велес и убиството на Никола Саздовски. Фидовски ветува борба со криминалот и отчетност за својата работа. Ми представува чест да ја вршам функција, меѓутоа истовремено и одговорност, голема одговорност, бидејќи ќе раководам со обвинителство кое што е најголемо, кој што има најголем број на предмети, најголем број на обвинители и по сложеност на предмети е најтешкото обвинителство. Она што можам сега да го кажем е дека ќе ја вршам професијата честно, совесно, непристрасно, а се до тоа со цел да се зголеми довербата на граѓаните во правосудството. Како ќе одолеете, односно на притисоци кон обвинителството, гледаме дека тоа... Јас веќе 12 години сум јавен обвинител, сум одолеал до сега, така да се надевам дека и во иднина ќе одолеам на таквите притисоци. Оддел наместо сектор за внатрешни работи, поголеми ингеренции и повисоки плати. Скопската полиција добива повисоко место во хиерархијата на МВР со новите законски измени кои утре ќе се најдат на гласање пред пратениците. Тамара Дичовска ги има деталите. Со новите измени на Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, кој денеска помина во собраниските комисии, ќе се менува позицијата на Скопската полиција во безбедносната хиерархија на државата. СВР Скопје се укинува и добива нов назив – Одел за внатрешни работи Скопје, со што се издигнува над останатите полициски сектори во земјата. Ваквото прераспоредување според предлагачите е резултат на зголемениот обем на работа и специфичните безбедносни предизвици со кои секојдневно се соочува главниот град, односно дека над 60% од кривичните дела се случуваат токму тука. Со ова, началниците и полицајците од овој сектор ќе имаат поголеми ингеренции и повисоки плати во однос на нивните колеги од секторите во другите градови. Денеска на расправата на Комисијата за безбедност и одбрана во Собранието, со амандмани на овие измени се противеше пратеникот Сали Мурати, кој поранешен претседател на Уставниот суд. Според него, новите измени се уставна повреда, Скопје ќе добие посебен третман за разлика од другите градови, а се отвора и простор за политички злоупотреби и притисоци. Вели самото тоа што МВР не ги предложува овие измени, туку пратениците на ВМРО ДПМН без стручни анализи содржи ризик за политизација на полицијата. Ризикот за политизација на полицијата, издвојувањето на единицата за Скопје, о стандардната леставица вака, на секторите и незиното здигнување во повисок организацијски статус, создава концентрација на моќта, според мене,
во една организацијска единица надлежна за главниот град и можноста за зголемено политичко влијание врз полицијата во политичките центри на државата. Кога се создава нова организацијска единица со повисока хиерархија, не се врши политизација, туку се создаваат услови за кариерен развој на тие вработени, вели пратеникот Драган Ковачки, кој е еден од предлагачите на измените. Не се врши политизација. Зошто? Затоа што се создаваат услови за развој кариерен на тие луѓе таму. Значи, обратна е намерата на носењето на овој закон. И јас верувам дека министерот, односно стручните служби таму и од кадровскиот менеджмент ќе се изберат точно конкретни луѓе кои што ќе ги задоволат овие критериуми. Според поранешниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски, сите сектори за внатрешни работи на МВР треба да имаат исти ингеренции, бидејќи тоа го бараат состојбите на терен. Да не се издвојува само СВР Скопје, бидејќи може да дојде во судир со Бирото за јавна безбедност. Со оглед дека СВР Скопје ќе се издигне многу повисоко за разлика од другите секретаријати, многу повисоко, малку може да се доведе во ситуација на коализија, односно судир помеѓу Бирото за јавна безбедност и секторот за внатрешни работи Скопје. Мислам да не се лажиме, тој судир може да доведе до ситуација да едноставно СВР Скопје се стави во некои ситуации над Бирото за јавна безбедност, тогаш СВР-та треба сите да бидат изедначени, сите особи, не само СВР Скопје. Утре измените на овие два закони ќе ги гласаат пратениците на собраниска седница. Законските одредби предвидуваат дека овие измени ќе стапат на сила 9 месеци по донесувањето. Тамара Дичевска, Сител телевизија. За македонците во диаспората и незината вклученост во германското општество, растот на популистичките партии, односите ЕУ, САД, Русија, во тема на денот со новинарот Борис Ѓоргиевски. Превозниците во понеделник ќе ги блокираат 9 гранични премини кон Бугарија, Грција, Албанија и Косово, приклучувајќи им се на колегите од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Незадоволни се од новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната, со кој им се ограничува времето за престој. Превозниците велат дека возачите ги третираат како криминалци, а веќе има случаи на депортирани возачи. Македонските превозници во понеделник ќе ги блокираат 9 гранични премини кон Бугарија, Грција, Албанија и Косово. Точно напладне, заедно со колегите од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, ќе ги паркираат камионите на транспортните терминали на границите, најавувајќи целосна блокада на товарниот сообраќај кон Европската Унија. Превозниците се незадоволни од новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната, со кој им се ограничува времето за престој на само 90, односно 180 дена годишно. Транспортерите некогаш транзитираат низ 5-6 држави, за да испорачаат пратката. Не можат да бројат денови кога не зависи се од нив, велат од Асоциацијата на превозници. Штетите со 7-дневните блокади ќе бидат незначителни во споредба со она што ќе се случува после 10 април, кога огромни загуби ќе брои цела економија. Она што сега се вози, да кажам, за 1500-2000 евра или нешто, кога ќе дојде оној период кој ќе нема доволно возила, за да дојде некој германец или белгијанец или чех, не знам што, веќе цената ќе порасне 3-4 пати. Што значи ќе имаме проблеми со инфлација. Зголемување на цените, намален дотур на репроматеријали, намален дотур на стока за широка потрошувачка. Сам страшно е, затоа што транспортерите ние сме крвотокот и ги спојуваме алките на производството и трговијата. Конзорциумот од Босна и Херцеговина објави дека досега 100 транспортери биле депортирани од земјите на Унијата, а на присилно враќање чекаат уште 100 превозници. Депортирани се и македонски камионџи, но не во толкав број, вели Муратовска. Возачите ги третираат како криминалци. Прво ги затвараат на 12 или 24 сата, потоа ако утврдат дека имаат надминато 90 дена, возилото го паркираат на некој паркинг плац, рачунајте дека тоа возило носи стока, која што некогаш има и огромна вредност, што значи останува необезбедено. Освен тоа, со полициска придружба ги депортираат на авион. Сите трошоци кои што се прават во тој момент и она што треба да се плати паркинг плац за возилата, авионските карти за возачите,
ги плаќа превозникот. Превозниците неколку пати пратиле писмо до Европската унија, со кое бараат иземање од новите правила за професионалните возачи, но одговор се уште не добиле. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Изводот од матична книга на родени, матична книга на венчани, умрени и новата услуга потврда за слободна брачна состојба од денеска се достапни електронски на порталот услуги.gov.mk. Нови дигитални услуги има и во Фондот за здравствено осигурување. Ако ви треба некој документ од матичност, заборавете на шалтерите. Пробните тестирања завршија. Од денеска извод за родени, умрени, венчани, невенчани или пак потврда за слободна брачна состојба може да се извадите онлайн. Досега граѓаните може електронски да испратат барање за овие документи, но мораше да ги подигнат исклучиво на шалтер. Денеска и тие се целосно мигрирани на националниот портал услуги.gov.mk, што ќе го забрза нивното користење и се целосно дигитални за разлика од претходно, што значи дека потврдите, односно изводот од матична книга на родени, матична книга на венчани, умрени и новата услуга слободна брачна состојба, потврда слободна брачна состојба, од денеска се целосно достапни на порталот и со неколку клика граѓаните може да ги добијат и тие услуги. Нови дигитални услуги во Фондот за здравствено осигурување. Електронски веќе може да се извади потврда за пријави и одјави во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурено или неосигурено лице и платен придонес, потврда за исплатен надоместок за плата за времена привремена спреченост од работа. За правните лица овозможена електронската услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување. Во обезбедување на пристап на EID, на идентификацијата, лична идентификација, во моментот 250.000 корисници има EID, значи со една возинка се пристапува кон сите услуги и целта ни е што повеќе граѓани да станат корисници на EID, бидејќи така ќе добиват пристап до сите можни услуги. EID ќе стане начин на поврзување со услугите што нема да бидат преку услуги, туку ќе бидат услуги што ќе бидат достапни само во Фондот за здравствено осигурување заради карактерот на тие услуги. Во 2024 година на порталот за услуги имало 120.000 корисници, а денеска 240.000. Бројот на услуги е зголемен за 120% и покрај напредокот во дигитализацијата, се уште има институции кои работат само со хартија, а постојат и такви кои се уште работат во комбиниран формат, како УЈП, царина и катастар. Габриела Лескова, Сител телевизија.